Почитувани, несигурноста се врати на улиците низ Македонија. Граѓаните на Скопје, но и на другите градови се исплашени и тоа со право. Мафијата си доби своја држава со доаѓањето на власт на СДС, а со постувањето на Оливер Спасовски за министер си доби свој заштитник во полицијата. 5 месеци откако СДС ја има целата власт, не само што не е реализирана ниту една акција против организираните криминални групи, туку полицијата свесно не постапува и ги крие сторителите. За овие 5 месеци видовме десетици вооружени грабежи на банки, десетици запалени или изрешетани автомобили, а практично немаше ноќен клуб во кој не се случи насилство. Вандали сквернавеа гробишта, пукаа по улици и убиваа по кафулиња. Полицијата не разреши ниту еден случај. Заев и Оливер Спасовски не му посматраа од страна и разрешуваа професионалци, поставувајќи неспособни партиски послушници кои треба да ја реализираат нивната агенда. За нив беше поважно да ги малтретираат земјоделците или социјалните случаи, заканувајќи им се на изборите, отколку да се обидат да го спречат криминалот. За нив беше поважно да изнајдат начин како да ослободат десетици тешки криминалци од затворите, а за сметка на тоа да се изживуваат со Едмон Темелко или Сокол Митревски. Цената на ваквото криминално владење на СДСМ сега го плаќаат граѓаните. Вчера, пред полно кафоле, беше пукано во едно лице. Напаѓачите нормално избегаа. Граѓаните се во страв дека нивните деца може да бидат следните жртви, додека Заев и Оливер Спасовски смислуваат како уште еднаш да го изманипулираат народот. Доколку Оливер Спасовски е толку неспособен да открие што се случува последниве месеци низ Скопје и Македонија, еве да му помогнеме. Нека ги провери написите во медиумите изминативе месеци. Нека провери со кого од владата се блиски луѓето кои што со оружје крстарат низ Скопје, се закануваат и собираат рекет. Целиот град знае и целиот град зборува. Социјалните мрежи бројат дека сторителите се дел од криминалното подземје блиску до Социјалдемократскиот сојуз. МВР денеска цел ден молчи и не кажува каде се сторителите, но веќе нема простор за изговори. Мора да бидат приведени и затворени вандалите што сквернавеа гробишта. Мора да бидат приведени и затворени бандитите што на партиските прослави пукаат автоматско оружје. Мора да бидат приведени и затворени криминалците што палеа автомобили и што ограбуваа банки овие 5 месеци. Мора да бидат приведени и затворени рекетарите што се закануваат од позиција на моќ и власт. Доколку тоа не биде направено, најмалку што може да стори неспособниот министер за внатрешни работи е како чин на морална одговорност да си поднесе оставка од функцијата. Ви благодарам.